Луѓето памтат случаи, настани, примери. Тоа е во меморијата на луѓето. Се каже пример. Вика човек риболовец, оди лови риби, ги носи дома, нешто продава, нешто јаде. И од тоа живе, од риби, пецање на риби. И еден ден зема риба, ја носи дома, жената таа, ја сече, кога ја сече внатре бисер. Во рибата бисер, скапоцен бисер. Вика, жено, ова е богатство, големо богатство. Значи, оди одма на пазар да го пробеш, да земаш пари и да станеме богаташи. Оди овој на пазар, во чаршија, а вика, ми немаме толку пари. Ова е нешто големо богатство. Големо богатство. Ми немаме одека во нашава чаршија толку пари. Оди во главниот град, таму може има. Оди во главниот град, го зема, овој бисер е многу скапоцен. Нема пари во чаршија. Кој може? Само председател. Само може оној што е главен на држава. Тој има магацини со злато, тој султанот. Тој има ризници со магацини, со алтани, со бисери. Само тој може да ти плати. Кога оди таму кај султанот, вели имаме еден бисер, не може никој да ми плати, само ти може да ми платиш. Кога? Ова е многу скапоцен. Овој бисер скапоцен. Ја рече вака сега. Јас ти давам шанса. Овие се мои магазини, мои ризници. Во едната просторија полна со бисери со злато. Другата просторија со миндери, со спални, со кревети. Третата просторија со јадење, со пиење, највкусни, најдобри јадења на дуња. Еве влези, имаш рок 6 сати. Јади, спи, земаш што сакаш 6 сати, што ќе понесеш со себе, што ќе натовариш со себе, вози. Ще мене ми се доволно 15 минута. Абе имаш ти 6 сати сега, зема и вози. Влегни тој 6 сати, сега гледа полно. Со диаманти, со злато, со бисери. Другата со ова миндери, спални, лежаи, така натаму. Другата софри, трпези, наредени, јадења, вкусна, месо, печено, све. Влегни натре, абе рекој чекај. Прво да се не. Знаеш кој си гладен, немаш умот многу да размислуваш. Прво да се најадем убо, па после ќе знам да мислам. Влегни во таа трпеза, значи соба, јаде, вкусни јадења, тоа месо, се најаде превише. Ко се најаде превише, рече, чекај, имаш 4 сати. Знаеш, мало прво да легнем да преспијам, што сега многу ми е тешко на стомак, а мало да ми легне стомакот, па после ќе земам златото на крај. Кога легне на спална, спие. Кога стражерот доаѓа. Ком, стани! Што? Помина 6 сати. Како бе помина? Помина ти си суспало, човек. Абе чекајте 5 минута. Нема. Е, тука завршува. Случајот со овој риболовец. Се успал, не искористил. Ама јас се плашам да не сме успани мие. Пошто и мие да не бидеме Петро тој риболовец. И мие ќе легнеме, ќе се успиеме и не знаеме што е наша задача на дуња. Некои луѓе ќе дојдат одека во запад и заборавиле што дошле. Ќе заборави куќа долу, ќе заборави фамилија, ќе заборави све. Ќе заборави зашто го создал Аллах Джелле Джелалу.